Почитувани. Донесените заклучоци на денешниот состанок на Општинскиот кризен штаб се следните. Се повикуваат сите економски оператори и маркети на територијата на Општина Битола, кои се регистрирани за онлайн продажба, дека ќе може да вршат достава за намирници за итни и неодложни потреби за време на полицискиот час во деновите сабота и недела. Истите задолжително мора да испратат барање до кризниот штаб на Општина Битола на следната адреса: krizenštab@bitola.gov.mk, најдоцна до петок до 12 часот. Сепак, препорака на кризниот штаб е граѓаните да ги извршат набавките до петок пред полицискиот час. За време на траењето на полицискиот час, дежурна аптека во градот е аптеката Роса Вита, наспроти уредот, чиј телефонски број е 047 236 468 или мобилен број 070 373 272. За сите неопходни потреби на граѓаните од делот на земјоделството и сточарството, истите мора да се пријават во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во текот на денешниот и утрешниот ден. По проценка на нужноста, списокот на лицата на кои ќе им биде дадена дозвола ќе бидат доставени до СВР Битола и до Општинскиот кризен штаб. Лицата претходно треба да се најават на телефонскиот број 047 237 419 или на мејл адресата на подрачната единица на Министерството, која е објавена на Општинската веб страница. Во случај на потреба за поддршка на стари и изнемоштени лица, лица со пречки во развојот и неподвижни лица, граѓаните можат да се обратат на телефонските броеви 047 236 019 и 070 791 770 во Црвениот крст Битола. Работното време на двата градски пазари, според најновите мерки, е од понеделник до петок од 6 до 14:30 часот. Со посебен оперативен план, во сабота ќе се врши дезинфекција на јавните површини во градот. Акцијата ќе биде реализирана од битолските јавни предпријатија, подпомогнати со механизација од населението во руралните средини и рачни пумпи за прскање од рек Битола. Бидејќи бројките на позитивни лица заболени од COVID-19 во државата постојано растат, ве молам, почитувајте го полицискиот час и седете дома. Само така можеме побезболно заедно да излеземе од оваа ситуација.